Како што бива, повеќето се отсутни, на некој не можеме да се сетиме ниту на имењата. Младинското драмско студио од 67 година и пред тоа Младинската сцена се точки медиуми низ кои поминале десетици млади луѓе, главно од Велес и од околината, луѓе ентузијасти. Всушност, младоста подразбира како една прва одредница или својство ентузијазм. И навистина го имаше, не недостигаше. Тоа ја правеше таа енергија во колективо, заедништво. Принципите на работа беа навистина оригинални, не како сега сигурно. Значи, живеевме во систем во кој што други беа вредностите, зборот пари не се спомнуваше, иначе се би застанало. Се што се правеше, главно се правеше без пари и се тој ентузијазм. Јас во 67-та година се приклучив на тоа друштво и веднаш бев насочен, односно западна во ситуација во која што драмското студио спремаше врвни текстови од врвни автори во тоа време што важеа за авангарда, а фала Богу и денес важат за луѓе, автори кои што носат многу во театарот. Така, една од првите представи која што во драмското студио се спремаше беше Славомир Брожек, Забава. Представата потоа се играше Бекет, често и најмногу, и Бекет е препознат знак на драмското студио, режисерот Горан Ангеловски, уште од 65-та Вар Сојузен аматерски фестивал, освои трета награда. Но таа представа е значена по многу нешта. Од денешен аспект гледано, Горан Ангеловски како режисер има извонредни решенија. Сега ми текна дека таа постановка на Бекет на Годо беше покрај режисерот. Таму беше и активен партиципиент Кире Василев, подоцна директор во телевизијата и професор на ПДУ во Скопје. Таму беше Ѓорги Варошлија, подоцна директор во Радио Скопје. Ангеле Нешов, тој е ентузијаст кој што двоеше од оваа средина, но учествуваше и да ви кажам, се создаваат ситуации во кои што јас и денес цитирам некои од тие решенија на таа представа. Например, во светски рамки Бекет иначе ги пропишува како да се поставуваат неговите текстови. Ама во светски рамки новитет кој што е спровнат, така да кажам, промовиран на Велешката сцена, односно на драмското студио, односно во тоа време на Младинската сцена пред театарот, е дека во Годо, во кое што доминантно е едно суво дрво, во вториот чин режисерот главно и екипата инсталираат едно зелено ливче. Тоа ливче зелено е тоа оригинално решение што не се среќа на друго место. Тоа е фактички дека кај Бекет, црњакот, како би рекле, филозофот или драматургот на очајот, на абсурдот, на пропаста, на безнадежноста, затоа што во тој настана после прлањето на атомските бомби, е тоа ливче овозможува надеж и навистина аналитичарите на Бекет имено тврдат дека Бекет не е толку црн, туку само подава рака за нов, друг, поинаков спас на човештвото.